Ова е една од дивоградбите у Чаир. Погледнете како летна кров, како картонда. Среќа, пак ќе кажам, што во моментот доле немало луѓе, што немало случајни минувачи, немало автомобил, немало комби и така натаму. Не дај Боже, ова може да направи, да предизвика голема несреќа со голем број на жртви. Еве како изгледаат дивоградбите у Чаир. Преска полемиката ми беше со еден наш гледач албанец кој што ме следи на Facebook, вика зашто само за Чаир зборите, цело Скопје беше вака. Апсолутно се согласувам со тебе дека по цело Скопје има фушерај и дека има вакви случаи и дека е загрозена безбедноста, животот и здравјето на граѓани. Но она кое што морам да ти го кажам, и тоа ти го напишав и на Facebook, е дека јас зборам за Чаир не затоа што не ги сакам албанци. Напротив, туку затоа што ги сакам и затоа што се грижам за нивното здравје и безбедност, затоа што овие 150 дивоградби во општина Чаир, која што е мнозински населена од албанци, се најголема опасност по самите албанци, не по мене. Јас движам низ цело Скопје, движам и низ Чаир, но тие луѓе кои што живеат во овие дивогради, тие луѓе кои што се движат тамо секојдневно, тие се луѓето на кои што најмногу им е загрозен животот. И албанците треба да бидат во суштина најгласни по однос на овој проблем.